се крои новата владина коалиција, некој го прекршува уставот, трети пак во фокусот на вниманието им е фактот што неколку денови поред хируршките клиники не работат, други пак зборуваат дека владее корупција, неказнивост. И сето тоа се прашања за мојата вечерашна соговорничка Ирена Цветковиќ, професор доктор Ирена Цветковиќ од Институтот за општествени и хуманистички науки. Цветковиќ, деновиве се вративте од Соединените Американски држави. Како го поминавте овој културно-цивилизацијски шок кога слетавте во Скопје? Културен шок и нема некој големоти. Горести ние припаѓаме на западната цивилизација, на западната демократија, така што враќањето назад за мене беше враќање дома и според мене враќање во по многу нешто подобро уредена земја од она од која што дојдов. Некој ретко ќе спомене дека полека се средуваме дома како држава? За жал не се средуваме. Она што го имаме како оставштина од времето од Југославија сега не прави да бидеме подобри од Соединетите Американски држави, тоа е на пример јавното здравство, социјалната држава и слично. Она што плаши во мојата земја е тоа што полека не се справуваме со овие прашања, туку се бавиме како народ со според мене не толку важни и не суштински прашања кои што представуваат срцевина денеска на нашата политичка мисла, сметам дека не би требало. Со што се занимаваме? Со баналности? Па за мене не е нешто исклучително политички важно, кое што влијае врз нашите животи, врз животите на луѓето. Идејата дали вие ќе го изговорите името на државата Северна Македонија или името на државата како Македонија. Тој спектакл од неполна минута, мислам дека не влијае врз проблемите кои што и јас и ти и останатите луѓе ги имаме. Како и да ја наречеме нашата земја сега, за жал или за среќа, има некакво уставно име, но во исто време имаме клиника на која што хируршките сали не работат колку веќе, 10 дена? 10 дена. Ако ме прашате мене што е важно за политичка дискусија, мислам дека е апсолутно второто. И додека ние се занимаваме и во фокусот на вниманието деновиве, прво беше обраќањето на новата председателка Сејановска и нејзиниот говор при инаугурацијата, непочитувањето на Преспанскиот договор, додека се крои владиниот кабинет кој ресор ќе го заземе во владата, имаме ситуација која ја спомнавме, луѓе кои треба да се оперираат не можат поради фактот што хируршките операциони сали се нефункционални. Дури и прашањето на ресори во владата за мене е погрешно поставено прашање, стратегиски. Вие кога решавате кој е тој кој што ќе стои на чело на еден сектор во една земја, и за тоа има право да одлучува оној на кој што ние како народ сме му дали најмногу доверба. Што значи има огромна одговорност пред нас. Тогаш е важно кое прашање го поставува тој што одлучува пред да одлучи. Па прашање, дали поставува прашање кој е најдобриот човек за таа позиција или на кои партии треба да им се даде дел од колачот. Кога нашите животи стануваат, кога колачот станува метафора за нашите животи, кои што се дели партиски, а не според заслуги и слично, тогаш имаме проблем. И тоа треба да не заплаши. Во вашата последна колумна, напишана и објавена во Призма, пишувате: со една од највисоките стапки на корупција во правосудството. Нашите правни експерти 7 дена без престан се занимаваат со толкување дали употребата на Северна е задолжителна, односно дали употребата на Македонија е легална. Па каде живееме ние? Па се гледа дека сум се изнервирала. Да, тоа се работи кои што знаат да ме налутат. Не можам да разберам, 7 дена не можев да се спасам, иако се трудев, од
експертските толкувања на овој символичен чин на нашата председателка. Затоа што сметам дека се бесполезни. Во исто време, врховен судија е фатен со подкуп од 10.000 евра. Не можам да разберам како самата фела, правните експерти, не сметаат дека ова второво заслужува апсолутно внимание, а ова првово навистина како што е и редот, ако имате спектакл, оставете го на ниво на спектакл. Дали може би помислувате дека свесно се прави обид за дефокусирање на Па јавност? нормално. Апсолутно не мислам дека се тоа. Не мислам дека ниту политичарите, ниту експертите, ниту новинарите се глупави луѓе. Напротив, сметам дека се интелигентни луѓе и сметам дека ова е свесно. И мислам дека тоа не е проблем само на Македонија. Ние сме втурнати глобално во една, како се нарекува таа, економија на внимание, attention economy. Буквално и политиката веќе станува арена во која што се игра според правила на инфлуенсерите. Колку повеќе кликови, колку повеќе внимание, толку подобро за вас. Тоа е погубно за една демократија. Оти политиката е сериозна работа. Јас не велам дека е исклучиво рационална, таа е длабоко емоционална и овие символични гестови имаат и текако влијание помеѓу народот и електоратот. Меѓутоа, оние кои се избрани имаат одговорност. Не само оние кои се избрани, туку, како што кажав, и медиумите и експертите имаат одговорност. А тоа е да разберат дека во тој момент, ако е направен мал спектакл, навистина да го третираат така или на времето, да се најде на времето во весниците, кога повеќе читав, ми имавме рубрики, таму некаде на крај, во калеидоскоп, каде што е место за таквите спектакли. Политиката е сериозна работа и бара сериозен влог. Од тука навистина не ми е важно како ќе именува државата председателката, важно ми е што ќе направи за во оваа земја ние да се чувствуваме безбедно, да се чувствуваме удобно и нашите животи да бидат вредни за живење и достоинствени. Можеме ли да бидеме после овие избори повторно горди и дали Македонија ќе биде повторно твоја? Тоа се дел од слоганите на победничката коалиција. Па за мене Македонија од секогаш била моја. Мене не треба никој да ме убедува. Јас чувствувам љубов кон својата земја. Јас немам ништо што да се срамам од себе и од својата земја и од тука не ми треба никој друг да ми ја враќа или одзема. Но сум посрамена од односот на политичарите во мојата земја. Тука немам простор за гордост. Навистина ми е непријатно кога надвор среќа и целиот свет е таков, па не е срамот толку голем кај мене, кога надвор треба да објаснувам, например, дека пациенти треба да чекаат, да се оперираат, зошто не знам. Овде снимаме, до нас има еден нелегално поставен луна парк. Мене ми е непријатно кога на своето дете треба да му кажам дека извинувам, не можам да те внесам тука, ти навистина не знам дали ќе остане живо, затоа што во моментов институциите не знаат да се договорат кој тој што треба да даде дозвола и да испита дали овој парк е легален. И така има милион примери кои што и вие и јас ги чувствуваме во својот живот. Од тука, наместо флоскули, јас оптимизмот секогаш бил дел од мене. Не би била во оваа професија ако немам оптимизам. Верувам дека Македонија може да биде горда. Бевте пред, речи си, 7,5 години дел од чрвената револуција со слоганот "Нема правда, нема мир". Зошто патот до правна сигурност е поплочен со голем број на предизвици? Па затоа што кај нас правдата е привилегија на исклучиво на богатите и мокините. Кога велевме нема правда, нема мир, ние сонувавме за свет во кој што правдата ќе биде еднаква за сите. И токму тоа, ако погледнете во нашите затвори, нема да ги најдете олигарсите. Нема да ги најдете оние кои што сериозно го оштетиле нашиот буџет, но ќе најдете луѓе кои што, да, го прекршиле законот, оплячкале, продавале нелегални супстанции и така натаму, но во тој, да речеме, криминален сетинг представуваат од 10-тиот ешелон натаму.
Во таа смисла, јас сум горда што сум била дел од шарената револуција. Кога моето дете ќе ме праша што правиш ти во тој момент, јас имам што да одговорам. Но жалам, затоа што наивно ја разбравме политиката тогаш. Не разбравме дека за да се стигне до правда и до мир, потребно е промена на системот, а промената на системот, за жал, не можеме да очекуваме да почне од најголемите политички партии кои што го искреирале овој систем. Бевте втурнати, бевте изманипулирани? Не бевме деца. Или пак политичарите? Не, никој се приклучија на вас? Не успехот е дел од секој политички ангажман. Влеговме, никој не втурна, влеговме во... Говорам, политичарите ве втурна. Влеговме ние бевме на улица пред тие да излезат. Пред шарената имаше еден серија протести низ годините, јас бев на сите од нив. Од тука би рекла дека ние ги втурнавме политичарите во протести, а не обратно. Но неуспехот во смисла, тие кои што ја преземаа одговорноста за тоа, не успеаја да ги доведат постулатите со кои што се удираа во градив во својата политичка битка. И тие се казнети. На тоа е резултатот и од изборите. Апсолутно, тие се казнети за тоа, но не сме тоа ние да го сватиме како демотивација. Може ли правда да има денес? Може. Како? Само со промена на систем. Ако правдата, велите, се купува. Оној што има многу пари, ќе се спаси од затворска казна, а некој што украл 20 кебапчиња ќе лежи 3 месеци во притвор. Затоа правда е возможно само ако системот кој одржува таа неправда се комплетно демонтира. Од тука тоа е тешко да го направи само една мала земја, но во светот веќе имате такви обиди, имате огромни движења кои што се чија што цел е токму демонтирање на системот, и тоа не треба да не плаши, тоа треба да не радува. Ако не можеме ние да зборуваме за правда во суров капитализам. Не е прашање само дали можете да подкупите некого, туку кој има пристап до ресурси за да се подготви напад или одбрана во еден правен случај. Па од тука правдата не е само она што се случува во судница. Неправда е и експлоатација на работници. Неправда е тоа што мораме да дишаме загаден воздух, затоа што тоа на големите загадувачи им одговара. Неправда е неправда почувствуваат жените кои што се жртви на семејно насилство и така натаму. Во исто време системот е во однос на нашите обврски кон системот е прилично недискриминаторски. Значи, лесно ни ги ускратува правата, ама тешко ни ги простува одговорностите. Така што сите ние, кои што не уживаме некои привилегии, верувајте, плаќаме данок. Цветковиќ, овој дел околу општествено-политичките дилеми и предизвици ќе го завршам со уште едно прашање, а тоа е македонскиот устав како највисок правен акт. Може ли кој како сака да го толкува, да го чита, да си го препрочитува и да си го прилагодува според своите потреби и желби? Па, ако го третираат како книжевно дело, апсолутно. Но мојата теза е следна. Ако вие не почитувате основни закони, ако вас без проблем некој може да дојде и не знам, да ви удри колата и да замине без ништо да му се случи, без да одговара. Ако вас може некој патот да ви го загради зашто така решил, така му се сака. Вие не можете ако вас може да ви украде некој велосипед, а никогаш да не го добиете назад, зошто тогаш би се почитувал уставот? Кога ние ги почитуваме најосновните закони кои што го уредуваат нашиот живот, мене на вистина последно на памет ми е уставот и ние живееме во општество во кое што немате никаква правна сигурност. Прочитав едно ваше поодамнешно интервју во кое сугерирате и сметате дека на балконот треба
се повеќе да се форсира потребата од родова еднаквост. Дали тоа значи дека и во 21. век патриархатот доминира? Па да, ние зборувавме за капитализмот како систем, но тоа се всушност два комплементарни система, капитализам и патриархат, и тоа се двете големи битки кои, да речем, јас ги сметам за најважни во мојот живот. Не мислам дека треба да се форсира идејата за родова еднаквост, тоа не е нешто што не постои, таа не е некоја воздушеста идеја која што доаѓа од некаде. Тоа е просто верување повторно во она дека сите сме еднакви и дека секој има право да живее во средина во која што ќе ги исползува своите потенцијали. Секој од нас е различен. Ова не е општество на мажи, ниту е општество само на жени, ова е општество на луѓе кои што имаат различни потенцијали, различни потреби, кои што се различни, но тоа го прави ова општество и убаво. Како вие го доживеавте обраќањето на претседателката Сијановска-Давкова, во која најголемиот дел од нејзиниот говор при инаугурацијата го посвети на жените? Па ете, тоа ми е криво. Што одекот, рефлексијата од тој говор на таа тема која што беше, ќе се служите квантитативно, процентуално најголем дел од нејзиниот говор, не се... А што не е дел од нејзините ингеренции? Па добро, но е важно. Но е важно. Идеолошкото е важно во политиката. И за мене тој дел од говорот беше исклучително важен, но рефлексиите во медиумите беа дали рекла Македонија или Северна Македонија. За мене е многу важно да се зборува за жените во политиката. Не само за жените, за сите и за останатите малцински групи. Затоа што нашиот влез во политиката е попречен. Ајде да речеме, учеството на жените во политиката денеска е многу подобро од порано. Тука имаме прогрес. Но учеството на други групи во политиката е оневозможено. Ние не сме имале лица со попреченост во политика. А кој ќе ги застапува правата за лицата со попреченост ако не тие самите? Што е тоа што пречи? Што е тоа, која е таа пречка што некој лице со попреченост не може да ја пренебрегне за да влезе во политика? Може и така, ако имате еден куп паметни луѓе. Не знам, со хендикеп, например. Ние имаме на прсти се бројат роми во собранието, во парламентот. И тоа кои што ќе бидат навистина посветени на овие прашања. Така што за мене овие прашања се важни политички прашања. Жалам што немаме некаква посериозна рефлексија. Медиумите се тука од тоа да отворат дискусија, па да ги прашаме жените кои што заминаа од претходниот собранински мандат, и тоа токму оние пратенички кои што се бавеа со прашањата на жените и родовата еднаквост, како завршија. Можам јас да ви пренесам. Завршија со душевна болка. Тие беа предмет на линч низ годините на социјалните мрежи. Последното истражување за родовите дезинформации покажа 7000 коментари насочени кон 3 или 4 претенички во кои што најголем дел од нив представуваат повик за силување и убиство. Цветковиќ, на крајот споменавте дека за вас лично не е важно дали претседателката и политичарите ќе го употребат уставното име Република Северна Македонија, туку што ќе испорачаат како резултати. Меѓутоа, фактите се дека со ваквата реторика ние всушност покрај проблемот со Бугарија сега ги заладуваме и односите со Атина. Тоа е тоа што плаши. И во овие мали спектакли, кои што јас мислам дека треба да му се дозволат на секој народ, повторно одговорноста е најголема кај оние кои што ја имаат власта. И тука треба да покажат сериозност во своите политики. Нас не ни треба уште еден непријател. Ние не сме моќна и голема земја и овој свет не е толку убав и мирен како што може би бил пред половина век. И затоа сметам дека, и на тоа постојано инсистирам, обврска е да се решаваат суштинските проблеми кои што ги задираат нашите директно животи и да се инсистира на социјална кохезија. Ние не смееме да си го дозволиме луксусот да живееме во поделена земја, а веќе живееме.
И таа земја, ако некогаш беше само етнички поделена, денеска е идеолошки поделена. Стигнавме во ситуација да сосед со сосед не комуницира затоа што, не знам, се симпатизери на различни политички опции. Земја во која што ви е руиниран системот, одправен, здравствен, образован и така натаму, имате потреба од оваа неформална мрежа на поддршка која ќе ви ја замени државата, која за жал ќе ви ја замени државата. Во таа смисла, додека го градиме системот, мора да градиме социјална кохезија, затоа што на крај кога ќе паднете болен, кога ќе ви се расипе колата, кога ќе ви се запали станот, тој сосед ќе биде првиот кој што ќе дотрча да ви помогне. Нема тоа да биде против пожарната, кој што нема да може од паркираните возила ни да стигне до вашиот влез. Зборувате за руиниран систем, за поделба по етничка, политичка, по етничка линија, по политичко-партиска линија. Дали на Македонија е потребен рестарт на целокупниот систем? Формат С, ако сме во тие термини. Да, мислам дека е потребно. Мислам, се покажа дека со реформи ние не успеваме ништо. Не може да реформирате систем кој што е поставен на погрешни основи. Ке треба да се размислува малку повизионерски, и тоа значи дека власта, која што една сериозна власт, не треба да размислува за поени во првите 4 години, туку треба да се постави цел и барем 10 години, ако не и повеќе, да се работи на таа цел, за после декада, 2 декади ги видиме првите резултати од тој пакт. Благодарам за разговорот и гостувањето во емисијата. Ти благодарам и тебе.